Расправија на високи тонови однесување кое не доликува на академски граѓани, уште помалку на професори. Во ваква атмосфера помина седницата на наставничкиот совет на Факултетот за музичка уметност. Дебатата се вжешти уште на самиот почеток, бидејќи ВД деканот Тодор Светиев одби да направи промени во дневниот ред, за да се разговараат клучните прашања кои ја кочат работата на факултетот. Меѓу нив е и изборот на нова деканска управа, должност која пред 2 месеци ја доби работната група на чело со ВД деканот. Играта за превласт го парализираше првиот семестар поради што државниот просветен инспекторат со решение пред речиси 2 недели му нареди на факултетот во рок од 3 дена да ја укине работната група. Повикувајќи се на овој акт, наставниците укажаа на нелегитимноста на актуелната управа. Токму со доаѓањето на ВД деканот Тодор Светиев, токму вака личат сите наши изминати седници, кои што и ретко се случуваат, очигледно со намера се избегнуваат. Практично проблемите се различни секогаш на сите седници. Денеска вие посведочивте токму нели поднос на ова прашање, но верувајте дека проблемите се многу бројни, и не знам како факултетот ќе се врати на вистинскиот пат. Со истата тензија помина и усвојувањето на записникот од септемвриската седница, но во него изостана клучниот детаљ, дека седницата била одржана со клучна врата, при што членовите на советот биле информирани дека на сите професори ќе им се намалат платите, поради наводна финансиска криза на факултетот. Намалени се месечните приходи на сите вработени, освен на така наречената работна група, која што нормално си ги зголеми своите месечни приходи, и таа практично представува замена за некаква деканатска управа, што е единствен пример во единиците на целиот универзитет Свети Кирил и Методи. На септемвриската седница немало вклучени камери, но денеска кога јавноста пројави интерес, управа да се обиде на новинарите да им подметне текст полн со обвинувања, но без докази. Со потписот на ВД деканот беа посочени наводно виновниците за финансиската криза, но тој не даде изјава во камера. Екипата на 1ТВ го одби овој документ бидејќи истиот не им беше поделен на членовите на советот, иако тие инсистираа да дознаат какви информации им се делат на медиумите среде седница. Но спорните постапки на работната група на чело со ВД деканот не завршуваат тука. Наставничката во Средното музичко училиште Дуња Иванова веќе со месеци е заглавена во институционалните лавиринти, барајќи одговор зошто Факултетот за музичка уметност го поништил конкурсот за избор на наставници, на кој таа освен што ги исполнувала условите за прием, била единствената пријавена за предметот естетика на музиката. Заради отпор на еден професор од факултетот, сета таа конкурсна постапка најде на ќорсокак за мене од непознати причини, веројатно некакви лични, субјективни причини. За овој случај запознаен е ректоратот, ректорската управа, државниот просветен инспекторат, трудовиот инспекторат, народниот правобранител и оттаму веќе достигнаа неколку писма и до Факултетот за музичка уметност со укажување до ВД деканот и привремената деканатска управа дека конкурсната постапка треба да се продолжи, како да ми испраќаат порака дека треба да си ги спакувам куферите да си заминам од Македонија. И по стартот на академската година на факултетот нема истакнато распоред на работни задачи за наставниот кадар, а наставата се одвива пасивно и по лична волја на професорите и студентите. Денешната седница наместо надеж за подобрување на состојбите донела само потврда дека факултетот е заложник на личните интереси на група луѓе, велат наставниците.